Оперативниот план за вработување за 2025 година, кој изнесува 40 милиони евра, опфаќа над 16.000 граѓани, меѓу нив се и занаетчиите. За кои мерки и за колку средства може да аплицираат занаетчиите, повеќе од изјавата на председателот на Занаетчиската комора Агрон Фазлии. Средствата се покачени за 50%, 10.000 евра за еден што ќе аплицира за мерката, а доколку се спојуваат двајца да бидат во тандем, ќе можат да зимат и дури 20.000 евра, односно 1.200.000 против денеска вредност. Така да сите овие средства и занаетчиите кои што се многу заинтересирани ќе можат да ги да учествуваат во овие средства и да ги зимат, затоа што средствата се наменети за микро, малите и средните предпријатија, односно за самовработувањето, каде што и самостојните вршители на дејноста, односно занаетчиите, можат да аплицират. Според сите податоци на Заводот за вработување и во другите конкурси што биле претходните години, дури 70% од средствата се искористени од самите занаетчии, така да ги апелирам до занаетчиите и тие што чекат веќе на оваа мерка да аплицират и имат право да ги земат тие средства. Ова директно влие во намалувањето на сивата економија, затоа што тие што работеле бесправно, односно тие што работеле нерегистрирано, веќе аплицират за да ја добиват оваа поддршка и мислам дека со тоа и се сузбива сивата економија. Од друга страна, ние мора да потенцираме дека сивата економија не се сузбива само со мерки, него и со контроли во теренот, така да јас апелирав и до институциите и до сите што веќе се надлежни за сузбивање на сивата економија да веќе ја започнат контролата не само во градови, него во сите рурални општини, за да можеме да го видиме реалниот број на дејности што се тамо што работат.